Прво и можеби најжално и најбитно е тоа што Џорџ Сорос стана некак една цел, мета, така да видам за многу политичари во регионот. Едноставно видоа дека е згодно да се критикува, насетија дека можеби демократските стандарди во Европската Унија и во регионот се малку порелаксирани и беше многу згодно наместо да се напаѓа Европската Унија да се напаѓа Џорџ Сорос и да се представи како некој кој што седи позади сите тие активности. Ако човек малку подетално влезе во анализа, а ние тоа сега го правиме зашто нашата фондација на многу места беше директно нападната, иако ние сме различни од Џорџ Сорос, ќе видиме дека аргументите не секаде се исти. Например, во Романија, романските политичари го напаѓаат него и нашата работа како проунгарска, затоа што тие имаат многу, да кажеме, мувата на нивната капа е со унгарското малцинство. Кој ќе преминеш граница од Романија во Унгарија, одеднашка станува државен непријател на унгарците. Ќе одиме во Братислава, таму нешто друго. Значи, едноставно е само тоа што е згодно, што е нападнат. Но, да не забраваме, тоа е само една димензија. Другата димензија е колку има копирање во тие напади и колку нападите и аргументите што се користат се слични. Не можам да говорам за некаква координација, зашто не знам директно и не е на нас тоа да го испитаме. Меѓутоа, јасно е дека различните влади и различните комуникацијски агенции кои што овие влади ги контактираат, едноставно ги копираат аргументите и ги копираат нападите. И кога ќе погледнете, кога ќе ги споредите од една недела во друга, од едно место на друго, има големо преклопување и тоа е очигледно. За тоа не треба посебно истражување, се гледа само од новинските агенции, од вестите што се пласираат. Прво, не е до мене да шпекулирам дали е тоа, дали се случува така, но е битно да видиме што се случило, значи настаните. И нападите на фондацијата Отворено општество, меѓутоа и нападите на Европската комисија се интензивира оваа година, односно почнувајќи некаде декември минатата година со поголем интензитет. Тоа на некој начин се сопадна исто со, да кажеме, промена на дискурсот, затоа што до ноември минатата година овдека главно прашање беше прашањето на миграција и борбата доловена од локалните власти и медиуми тука против регулативата на Европската Унија за азилантите и за мигрантите. После референдумот кој што не им успеа во октомври, од ноември наваму беше некаја потрага по нов дискурс. Нападот на Европа беше таму, мислам на Европската Унија беше константа, меѓутоа веројатно не бил доволен и од тука одеднашка излегува Џорџ Сорос и фондацијата на Отворено општество како втора згодна мета. Меѓутоа, во Унгарија нападите на граѓанското општество не се од понов датум. Тие напади се веќе од 2011, значи владата на Орбан дојде во 2010, од 2011 па наваму, со тоа што имаше еден огромен напад на организации кои што добива средства од Норвешка. Норвешка тука се јава како голем донатор. Во 2014 дури и неколку лидери од овие организации беа привремено затворени, неколку дена, па пуштени. На крај тоа се реши едноставно со судски процес во кој што овие невладини организации се добија својата правда и беа ослободени од било каква вина, а владата изгуби. Тоа од тогаш едноставно властите овдека водат негативна кампања и едноставно пробуваат да ги оцрнат, особено оние организации кои што се критички настроени кон нив. Една е димензијата на господинот Сорос и тоа дали се појавил со Хан или со другите европски политичари, што беше случај. Меѓутоа, другата димензија е нападот на граѓанските организации, што значи тоа за секторот овде. И по мене, за многу нешта, дури можеби непоимливо, во Источна Европа, еден куп голем број на влади ги напаѓа невладините организации без да има било каква реперкусија од нив од страна на Европската Унија или од страна на нивните
ако зборуваме за политички партии, речеме, што припаѓаат на како се вика, Европската партија на конзервативците, ништо не се случуваше. Меѓутоа, мислам дека во последните 2 месеци некако чашата се помнаши и се прелее и кај нив, бидејќи се гледа и по односот и спрема Унгарија, но и спрема Полска. Да не заборавиме, тука и Полска игра една огромна улога. Дури јас би рекол во Полска граѓанскиот сектор е многу по развиен и едноставно моќта на тој граѓански сектор е поголема, вако споредбено да речеме со унгарскиот и можеби со други земји. И едноставно мислам дека Европската унија свати дека со овие стандарди не е само козметичко менување, него едноставно тие ќе влијаат не само на демократијата, туку ќе влијаат и на пазарот, на единствениот пазар. И да речеме законите кои што овие влади почнаа да ги носат, на некој начин го менуваат пазарот и го менуваат пазарот и се стануваат се поопасни. Например, овдека во Унгарија законот за финансирање од странство може да биде еден многу лош пример на држава во Европска унија која ќе каже средствата од една земја членка на Европска унија кои доаѓаат во друга би биле обележани на некој начин како странски. Тоа не може да помине пред европските институции, особено пред Европскиот суд на правдата во Луксембург. Меѓутоа, она што би било добро и здраво и за Европската унија, а и за овие општества е да Комисијата, Европскиот парламент и Европскиот совет едноставно не чекаат да дојдат работите на суд, него да се решат претходно, и мислам дека тоа им е јасно сега на многу политичари и во Берлин, и во Брисел, и на некој начин граѓанското општество можеби е мало, во некои земји и слабо, меѓутоа станува сега битен символ на одбрана на тоа што значи да се биде европско општество. Па прво и основно, може да кажам, прво е многу тажно што се случува во земји кои што се членки на Европската унија. Фондацијата, како глобална фондација, пред многу години направи одлука да ги смали средствата во овој регион, едноставно сметајќи дека со влезот во Европска унија најголемиот дел од нашата поддршка или нашата мисија е завршена и ние останавме да финансираме одредени групи на невладини организации за кои што знаеме дека биде потешко да бидат и финансирани и тука домашно и од Европската унија и нивните агенции и така натаму. Митоа се како се развиваше работата негативно, ние сваќаме дека едноставно тоа не е случај во моментот. И на моите шефови, на мене ќе биде да седнеме да видиме дали има потреба да се врати дел од таа поддршка повторно назад. Она што е битно е дека по мене Европската унија сигурно не ги живее своите најдобри денови, меѓутоа оваа година мислам дека малку се прекршува ситуацијата на позитивно. На позитивно во смисла дека после да кажеме изборите од минатата година, Брексит и така натаму, оваа година изборите во Холандија, во Франција, изборот на новиот австријски претседател носат малку и пооптимистичка порака. И во некои од овие општества кај што има голема поларизација, станува јасно дека има тука луѓе кои што навистина ја земаат демократијата и човековите права за битна и се спремни да застанат зад неа, и мислам дека тоа е една голема порака и по мене нема да биде лесно, меѓутоа следните чекори би требало да одат во позитивна насока. Тогаш земји како Полска, како Унгарија, меѓутоа и Романија и Словачка ќе мора да одлучат дали ќе сакаат да припаѓаат на клубот со сите под сите стандарди или ќе бараат некакво трето решение. Економски гледано, тие се потполно интегрирани во Европската унија и би било, јас лично тешко гледам некаква си алтернатива, така што верувам дека или ќе се демократизираат со овие влади, или едноставно луѓето ќе почнат да бараат други решенија или друго водство.